6 кутии од рацете на обезбедувањето на лидерот на опозицијата во сефот на специјалното јавно обвинителство. Социјалдемократскиот сојуз ги спакува 600.000 разговори во 6 кутии, по 100.000 во секоја од нив. Откако добили информации дека мерките за безбедност се реализирани, одлучиле дека е време да ги предадат. Заев лично се уверил во овозможената техничка опременост на сефот во кој ќе бидат чувани прислушуваните материјали. Јас кажам вака, 1 кубен метар. 1 кубен метар е просторот меѓу вас и мене, овде, по метар од сите страни. Толку 1 кубен метар. Еве толков простор треба. Па тој што знае дали има обвинителство толков простор, нека ми каже дали се исполнети условите. Заедно со аудио материјалите им е потребно 1 метар кубен заштитен сеф. Денеска сликата беше поинаква, без метри, ниту квадратни, ниту кубни. За политичките експерти ова отвара ново прашање. Дали опозицијата предала се што поседува? Сите материјали, како ги добивме од луѓето кои што ни ги доставија минатата година, така и се доставени до специјалното јавно обвинителство. Сите 600.000 разговори, што беше број. Сите разговори кои што ги добивме, сите се доставени. Лидерот на опозицијата, како обвинет во случајот пуч, потврди дека ќе се најде на спротивната страна во судницата со специјалната обвинителка. Верувам во неговата независност, непристрасност. Јас сум обвинет во еден од предметите, за кој што секако од другата страна пред судот ќе стои специјалното јавно обвинителство. Јас сум еден од граѓаните во Република Македонија кои што барат правда. Дали е ова уште еден обид за влијание врз постапката, прашуваат експертите. Лидерот на опозицијата тврди дека се што превзеле како обврска од договорот во Пржино од страна на СДСМ е реализирано. Очекува кристално чист изборен процес како услов за учество на изборите, зошто само така, тврди Заев, ќе нема можност за признавање или не на изборниот резултат.